Не е во таква ситуација да мора да зима аранжмани со ММФ, бидејќи аранжманите со ММФ се на некој начин огледало и лице за државата, затоа што ММФ обично прави аранжмани со држави кои што се во тешка економска ситуација и во многу проблеми. Значи, многу сериозни проблеми кои што и властите и самата држава не може самата да ги разреши. Ние, еве веќе неколку години, немаме аранжман со ММФ, а имаме години во кои што споредено со други држави, резултатите се подобри од тоа што им се случи на нив. Иако многу е тешко да зборувате за добра година во криза. Значи, светска економска криза, не се мерите со другите држави кој поголем раст има, туку кој помал пат има. Ние излеговме минатата година, на крајот на годината излезе дека имаме трет најнизок пат во економијата споредено со сите држави во Европа. Без ММФ. Без ММФ. Значи, без да правиме аранжман со ММФ, згора на се и ММФ и Светската банка, пред месец и пол беше тука нејзиниот потпредседател од Вашингтон, објавија дека Република Македонија е една од земјите што најдобро се снашва за време на кризата. Сега, јас знам дека ни беше нас сите многу тешко за време на кризата, и на фирмите, и на граѓаните, и така натаму. Но од Вашингтон, кога ги гледаат работите од ММФ или од Светската банка, тие гледаат како било и во другите земји, колку би биле штетите во тие земји, колку би било штетата и во нашата земја, и така е прават споредбата и оценката. И затоа на нашите граѓани им се чини многу чудно кога ќе дојде некој од ММФ или Светската банка, ќе каже вие добро поминувате, а тие како граѓани не се чувствуваат така добро, бидејќи имаме многу економски потешкоти. Клучот е во тоа што тој што доаѓа од таму гледа што се случува во другите земји, кукави се падовите на економијата, кукави се намалувањата на платите, намалувањата на пензиите, девалвација на валутите, банкротства на банки и така натаму, и гледа дека тоа во Република Македонија го нема. Така што од тој аспект се чини дека, според моето мислење, направивме добар чекор што не направивме аранжман со ММФ. Ние никогаш не го исклучивме и не кажавме никогаш нема да земеме. Доколку кажавме, доколку некогаш се најдеме во ситуација да не можеме на друг начин да ги решиме проблемите, ние ќе се обратиме во ММФ. Затоа што државата ни е од најголем интерес, нели? Нема да дозволиме. Да. Но, ајке го конкретно... Со неземањето аранжман со ММФ, ние покажавме дека можеме да бидеме земја која што може собствените политики и проблеми сама да ги решава, самоодржливост, и влеговме во групата на земји која што без подршка на ММФ излезе од кризата со трет најдобар резултат споредено со другите држави во Европа. Добро, за бројките можеме секојаш да полемизираме и тоа е споредено надвор, меѓутоа ќе ја прашам малку по-народски и по-конкретно. Имаме ли проблем со платите? Каков проблем? Проблем со исплата со плати. Дали имаме дупка во буџетот? Дали државата е ликвидна? Вака, значи... Имаме ли ребаланс на буџетот? Да, ребаланс има, апсолутно. Наједноставни и најнародски... Да. Ребаланс има, доцења на некои сериозни на платите нема да има, доцења на пензии нема да има, намалување на плати во јавниот сектор, како што имаше во многу држави за време на кризата, нема да има. Намалување на пензии, како што во многу држави мора да направат додека траеше кризата, нема да има. Девалвација на денарот, како што направија еден куп држави, Турција, Србија и некои држави членки на Европската унија кои што немаат воведено евро, нема да има. Банкротства на банки нема да има. Значи, се она што беше веројатно најлошото за време на кризата, отпуштања од јавниот сектор масовни заради кризата, не се планираат, нема да има, така што можам да кажам дека во тој аспект направивме се што беше во наша моќ во една исклучително комплицирана ситуација. Внимавајте, најголема светска економска криза во последните 80 години во светот. Во една таква исклучително тешка ситуација направивме се што можеме да извлечиме максимум, да поминеме со најмалку штети. Иако очигледно е дека имавме тешка година, значи тоа не го негирам, да не испадне дека јас кажувам дека резултатите ни се кој знае какви и дека ни е супер, напротив, потешкоти и проблеми на теренот колку сакате. Кризна година. Но направивме во една таква ситуација максимум да колку што можеме ги облажиме тие кризи. Преземавме 4 пакети на антикризни мерки, со многу поединечни мерки во нив, и многу од проблемите ги спречивме да се случат. Да речеме, ние во самиот старт преземавме мерка за оние фирми кои што беа презадолжени, да им го пролонгираме долгот или делумно каматите да им ги извршиме. Со тоа спасивме 30 до 40 илјади граѓани веднаш да не отидат на улица. Многу земји за време на кризата ги качија даноците или воведоа кризни даноци. Ние за време на кризата обратно ги намаливме даноците. Данокот на добивка го сведовме на нула,
за оние фирми кои што нема да ја распределат добивката во дивиденда. Придонесите за здравствено, пензиско и осигурување за невработеност почнавме да ги намалуваме. Царините ги намаливме за репроматеријалите за производство во Македонија. Дури и одредени други давачки почнавме да ги намалуваме. Например, даноците за земјоделците, уште на почетокот на кризата ги намаливме за 80%. Баш онака како што бараа Сдруженијата на земјоделците. Така што понекогаш правевме работи кои што се обратни од тие што ги кажуваше ММФ во другите земји, а поминавме многу подобро отколку некои други држави што поминаа. Ке додеме до земјоделците, меѓутоа имам печат да ги спомнувате сите аспекти, не ги спомнувате странските инвестиции. Значи многу пари се потрошија и за таа кампања. Отворивме една, сега отворивме уште една зона. Има простор колку сакат, меѓутоа не отворивме, него почнавме да ја правиме инфраструктурата. Инфраструктурата, меѓутоа како и да е, едната и другата се празни. Директно прашање, мислите ли дека концептот кој што го применувате околу привлекување на странски инвестиции е добар, односно дали не е удмат? Мислам дека е добар, ќе ви кажам зошто. Затоа што тој концепт го воведовме на крајот на 2006. Тогаш ги намаливме даноците, намаливме многу бюрократски процедури, ги почнавме да ги работиме зоните и така натаму. И еве што се случи. 2007 година и 2008 година, кога се уште кризата не беше почната. Впрочем, 2008 почна во октомври, а мајве да речеме дека мало било влијанието. Тие две години Република Македонија прими во историјата од како постои најмногу странски директни инвестиции. Во 2007 507 милиони евра, во 2008 430, иако последните 3 месеци веќе запреа инвестициите, веројатно од 2008 ќе имаше најмалку 500, можеби повеќе од 2007, но заради последните 3 месеци тие завршивме со 430 милиони. Преходно во преходните години, пред доаѓањето на оваа влада, обично се зимало доаѓале странски директни инвестиции околу 100 милиона, освен во годините кога се продадени двата големи монополи, Електростопанство и Телеком, но и во тие години имаме речиси половина пари влезени во земјата како странски директни инвестиции, отколку во 2007 и 2008. Со други зборови, се покажа дека дијагнозата и рецептот што беше преземан и мерките што беа преземени, вака и со медицински речник малку, се покажаа за исправни. Затоа што штом се воведе таа политика, во едни здрави години, кога немавме криза, веќе тие почна да ги даваат најдобрите резултати. Например, 2006 да ја земеме, како пример. 2006 од Електростопанство добивме 220 милиони. Тоа е монопол што една се продава и никогаш повеќе. Не можете вие на тоа да се ослоните, така? Надвор од тоа дојдоа само уште 100 милиони евра. Веќе во 2007, без да продадеме ниту еден државен монопол, имаме 5 пати повеќе, 507 милиони евра. Во 2008, за само 9 месеци, бидејќи после почна кризата, имаме 430 милиони евра странски директни инвестиции. Така што, од тој аспект, мислам дека нешто значајно и крупно не треба да се менува во политиките. Политиките се добро поставени и нормално е додека имате криза, односно додека светот е во криза. Нормално е да нема странски директни инвестиции, како што нема и во многу други држави, односно се намалија. Кај нас не дека нема, но се намалени тие странски директни инвестиции и тоа е согласно очекувањата. Ние не очекувавме дека во таа година ќе имаме исто колку 2007 или 2008, бидејќи гледаме дека во сите земји во светот се намалија странските директни инвестиции и така ќе биде се додека трае кризата. А колку можеби причината не е само во она што велите кризата и целиот тек на економските настани во светот, не лежи во можеби нашата правна несигурност, можеби на она што значи тендери наместени, па ги има, па ги нема, па се пишманеме, ги враќаме. Колку можеби тоа не е причина? Знаете што? Кризата е главната причина. Секако дека има и по некои други слабости. Ние не сме идеална држава и не сме држава што нема други проблеми. Ставрески во Вашингтон вика приоритете на владата мора да видиме правно сигурни денови изјава во Вашингтон. Апсолутно. Значи, ја не верувам дека ние немаме други слабости како држава. Имаме и работиме колку што можеме да ги подобриме. Но главниот проблем за 2009 и за 2010 беше кризата. Значи, ако ги ставате во проценти, јас ќе карикирам, веројатно 90% од проблемот или 80% од проблемот во овие две години беше кризата. Или со други зборови, да имавме идеален правен систем во 2009 па и во 2010, немаше кој знае колку да ни помогне, имајќи во обзир дека светот се соочи со криза. Зошто немаме идеален правен систем? И дека ќе се вратиме на тоа, и дека крупните компании нешто не отвораа нови фабрики. Тие ги затвараа постоечките фабрики. Јас ќе ви кажам дека пред почетокот на кризата, Бунарџик, слободната економска зона, околу 90% од земјиштето веќе беше или продадено или резервирано.
Добро. Резервирано во смисла се јавува компанија, доаѓа и вика, ние за 3 месеци треба да имаме одлука на борт, да градиме тука фабрика, ве молиме тој плац од 5 хектари, 6 хектари, да не го давате на друг, ние сме сигурни. И дајте да подпишеме меморандум за разбирање. Кога почна кризата, сите тие компании откажаа од две причини. Прво, им се намали нивното производство, што значи они не знаеа на тогашните фабрики што ги имаа, што